plaši se da ljubiš, bližnji spremi se, moj čeda, s tevo ljubov rodeni. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Da čekoriš o ljubovta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš i ne osuduvaš. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Krv ta tvoja se proleja, na krstot zavet ostavi, obleči se. Plaši se malo stado, sum vi prigotvil carstvo Božjo. Ne plaši se malo stado, sum vi prigotvil carstvo Božjo. Mir vam, tatko moj, ti blagodaram što i deneska me stana od mojeta postela. Prosti mi za sekoj nepokajan gref, ti blagodaram što go dade tvoj sin Isus. Za ni go pokaže patok na ljubovta, sada ni pokaže kako da prostuvame, kako da ne osuduvame, kako da je pijeme gorkata čaša što si je prigotvil, kako tvoja ta volja da se sluči ovo našite životi i kako da se vratime ovo Božjo to carstvo na nebesata. Te molim za slovo so vlasti sila, ne jaz da zborujem, ti zboruje niz mene, tatko moj. Neka sekoje slovo koje ki go izgovoram, bude izpolneto so tvojot mir, so tvojata ljubav, so tvojata sila da gi dopresite onije, skrušenite po srce, koji imat potreba od tvojata ljubav i od tvojata milost. Продолжуваме Лука, 12 глава. Меѓутоа, кога се насобраа и љадници луѓе. Знаете, кога ќе нарасне тоа што го работите, кога ќе почнете да добивате, како да кажем, отчитување. Така се газе еден со друг. Тој почна да им зборува најнапред Исус на своите ученици. Се насобра многу народ. Почна работата да станува сериозна, да добива на вредност. Пазете се од квасот фарисејски. Тоа се оние што мислат дека знаат. Оние што се начело на заедниците. На Исусовите заедници, нели? И на сите заедници. Пазете се од квасот фарисејски, што е лицемерие. На друго место вели љубовта да не ви биде лицемерна. Што значи лицемерна љубов? Можеш ли да ги љубиш сите како што Исус ги љубеше? Семокниот Бог го расправме, кој живееше со сета негова полнота во Исус. Дојде кај својот народ и тие го распна. Тој не ги осуди. Кажа само прости им, татко. Исус зборуваше. Не знаат што прават. Знаете, можете ли така да постапувате и вие? Нема ништо сокриено што нема да се открие. Тоа е законот. Божиот закон. Дали вие верувате или не, тоа е тоа. Ниту пак тајно што не ќе се дознае. Се што правите, затоа Исус им вели, оди не вери никому. Не кажувај никому и се дознава. Значи нема ништо тајно што не ќе се открие, ниту пак нема ништо сокриено што нема да се открие, ниту пак тајно што не ќе се дознае. Се ќе се дознае еден ден. Господ се знае. Тој гледа се, тој знае се. И еден ден ќе се отвори книгата на животот, ќе го остави своето земно тело во првата смрт. Луѓето плачат, прават црковни обреди, едни се молат, други не се молат. Едни не палат свеки. Знаете, додека човекот бил жив, додека го држиш за раката,
да посведочиш за Исус, затоа што сте рекле во темнина, што ќе се слушне на виделина. Се ќе се слушне, и што сте шепотеле наубо во скришните одаи, ќе биде разгласено од кривите. Се ќе се дознае. Не можеш да го скриеш греот, ако е непокаян. А вам, на моите пријатели, Исус, на моите пријатели, ви велам, не плашете се од оние што ви го убиваат телото. Не плашете се од оние што ви го убиваат телото. Ние се плашиме за телото, потоа не можат ништо повеќе да направат. Ќе ви покажам од кого да се плашите. Плашете се од оној, метафорично, еден ден ќе застанеш пред Исус, пред Отецот небесен, и ќе го отвори списокот на твоите гревови. Ти знаеш дека не треба да правиш зло. Кој не го љуби братот свој, пребива во смртта. Секој што не го љуби братот свој е човекоубиец. Знаете, не сум убил никого. Плашете се од оној кој откако убие. Кој убива? Има власт да фрли во пеколот. Одиш во огнено езело, пекол. Истото што си го правил треба да го одживееш, да помене низ тебе. Око за око, зап за зап. Закон вон Исус. Кога си во Исус, Исус плаќа за тоа, се покајуваш и не грешиш повеќе. Зар не се продаваат? Од него плашете се. Не се плашам од мојот Отец. Знам дека ќе застанам пред него. Се плашам од гревот во себе. Го повикувам Исус да ми даде сила да чекорам во љубов, да ги љубам сите, да им простам на сите, да се молам за непријателите, да ги благословувам оние што ме колнат, да им однесам вечера на непријателите, да им ставам жар на главата. Јас знам дека имам татко на небесото, он е многу милостив, долго трпелив и вечно не се љути, но се плашам дека еден ден ќе застанам за некој непокајан грев. Зар не се продаваат 5 врапчиња за 2 парички? И ниедно од нив Бог не го заборава. Бог знае се, создал се. Се ова зад нас, овој свет, овде во Маврово, создал тој е падната природа. Тој е материализиран дух, отпаднат дух, на кој е потребна љубов да отслужи, за да може да се врати повторно во Божјото царство на небесата. А вам и влакната на главата ви се изброени. На секого од нас. Ние тоа не можеме да го замислиме. Мислиме дека се само стихови. Ова се живи слова. Бог знае се, влакната на главата ни се изброени. Дали ние можеме да ги изброиме влакната на главата? Знаете, па затоа не плашете се. Плашете се, не плашете се. Вие сте од многу врапчиња, вие сте поскапи, повредни. Ви велам, секој што ме признава мене, Исуса, секој што го признава Исус пред луѓето, и Синот човечки, Отецот небесен, во Исус, видли во Исуса. Секој што ме признава мене пред луѓето, и Синот човечки ги го признае пред Божјите ангели. Зборува низ мене, татко мој, нека секое слово ги допре оние кои имаат потреба од твојата љубов. Нека биде секое слово и секој збор исполнати со твојот мир, со твојата љубов, со твоето трпение, со твојата милост. А кој ќе се одрече од мене пред луѓето, тој ќе биде одречен пред Божјите ангели. Си се одрекол од Бога, но секој што ќе каже збор против Синот човечки, ќе му биде простено. На Фейсбук ми се јави некој пријател, му викам, ајде со Господ напред. И јас мислам дека треба, вели тој, не со Господ, самиот да се потруда. Без мене не можете да направите ништо, со мен не можете да направите се, затоа што одиме сами, затоа се случува тоа. Но секој што ќе каже збор против Синот човечки, без мене не можете да направите ништо, вели Исус. Зашто? Зашто не го гледаш овој свет? Сатаната е паднат како молња во овој свет. Тој го владее, тој е духовен свет, ти не го гледаш. Ти си слеп и ќе те завлечка. Секој што ќе каже збор против Синот човечки, ќе му биде простен против Исус. Но секој што ќе похули, но оној кој ќе похули на Светиот Дух, нема да му се прости. Зошто? Па ти тогаш знаеш дека има Свети Дух, а хулиш. Ти си тогаш прелюбодеец, ти го срамотиш Бог. Они мислат дека си ти христијанин, ти си фарисеј, фарисејска љубов лицемерна. А крадеш, ладеш, убиваш, не љубиш. Пребиваш во смртта, човек убиец и не го љубиш братот свој од соседната црква. Затоа што тој се моли за мртвите, ти не се молиш за мртвите, тој пали свеки, ти не палиш, тој рипа во водата, ти не рипаш, ти цитираш, а немаш љубов и осудуваш. И мислиш дека има вечно проклетство. Мојот Бог е оган што се огорува, тој е огнот на љубовта. Он
Вечно не се лути. Бог е љубов. Таткото еден ден ќе им прости на своите деца земни, а како ли небесниот татко ќе се лути вечно. Зашто кој ќе похвали нема да му се прости, ако ќе ве одведат во синагогите и пред началството и властите, не грижете се како ќе одговорите или што ќе кажете, зашто Светиот Дух ќе ве научи во истиот час што треба да кажете. Дали колку луѓе христијани разбираат што значи да си воден од Духот, да чекаш, да не действуваш во твое име, да чекаш што ти каже што треба да направиш. Дали треба да направиш вака или така. Кога не можам да решам некој проблем, чекам. Се повлекувам 3 чекори, верам, Исусе, ти напред, јас по тебе. Јас не можам да го решам овој проблем. Зашто ако го решам од своје име, тогаш правам грев против Светиот Дух. Не му дозволувам Духот да не води Син Божји. Е оној кој го води Духот Божји. Духот Божји треба да му дозволите на Исус да се насели во вашето срце. Треба да му дозволите на Исус и Отецот Небесен да живеат во вас. Тоа значи нивната волја, неговата волја, волјата на Отецот, царството и силата и славата. Твое е царството, силата и славата, нека биде твојата волја, татко мој, во мојот живот. Некој од народот му рече: учителе, кажи му на мојот брат, земен спор да го подели со мене наследството. Не собирате богатство на земјата, а тој му рече: човеку, кој ме постави да ви судам или да ви делам, да се расправате вие? Барајте го најнапред царството Божјо и се ова ќе ви се придаде. Потоа им кажа: внимавајте, чувајте се од алчноста, зашто животот на човека не зависи од неговиот имот, од изобилието на неговиот имот. Чувајте се од алчноста. Сето ова што се случува во Македонија посебно е сребролюбие. Луѓето за пари направија се, за да останат на власт и за парите. Променуваат име, знаме, религија, идентитет, го понижуваат народот, го продаваат. Ја продадоа цела земја и држава што е запишал Исус, што е именувал како Македонија, сака да изменат се. Тоа е сатанска доктрина на сребролюбие. Еден ден ќе одговарате: синковци човечки пред Исус. Кој ме постави да ви судам или да ве делам? И им каже една парабола: на некој богат човек нивата му беше родила многу. Ова ја знаете, сте ја слушале. Му раѓа нивата и размислуваше во себе, велејќи: што да направам, немам во што да ги собирам плодовите своји. Плодовите не се негови, него се од Бог. Па рече: вака ќе направам, ќе ги урнам житниците своји, ќе созидам поголеми, таму ќе го соберам своето жито и сите своји добра и ќе ја речам на душата: душо моја, мене да ми е добро, имаш многу добра, насобрани за многу години, почивај, јади, пи, уживај. Има еден стих: народот седна да јаде, да пие, па стана да игра. Не лажете се. Зашто мнозина од вас не знаат за Бога. Некои па хулат против Светиот Дух, осудуваат и нема да им се прости ни на овој ни на оној свет. Не судете, за да не бидете судени. Но Бог му рече: безумниче, значи ќе си ја наполниш амбарите и душата, ноква ќе ти ја побара душата твоја. Тоа што си го приготвил, чие ќе биде. Луѓето умираат и после ништо не им значи имотот. Нема да однесете ништо горе. Само степенот на својата нељубов и љубов, затоа поминувате низ огнено езеро и ќе изгорите. Нељубовта ќе изгори, ќе остане малку, колку што сте имале љубов, и ќе треба повторно да се созидате, да се соберете по љубовта, да го изберете Исус еден ден, зашто и на мртвите ќе им биде проповедано Евангелието. Исус ја победи смртта. Не, вие не можете да умрете. Така се случува сто оној што собира богатство за себе, а не се богати во Бога. Богатење во Бог. Во Бог работиш за Исус Христос. Не му припаѓаш, ти му предал се, си застанал пред Него, си се покајал. Никого не осудуваш, им простуваш на сите, ги љубиш сите, ја пиеш горката чаша и моментите што доаѓаат. Го љубиш својот ближен како себе си. И им рече на учениците своји: затоа ви велам, не грижете се за душата своја што ќе јадете, ниту за телото во што ќе се облечете, а народот за тоа се погрижи. Зашто душата е многу поскапа од храната и телото до облеклото. Ние не сме само тело. Ние сме душа во која вдахнат дух, самиот живот. Пламенче оган, љубов, што гори во секој од нас, тоа треба да се разгори, да изгори се што не е од Бог.
Зашто душата е многу. Погледајте ги гавраните, тие ниту сеат, ниту жнеат, немаат скривници, ниту житници, Бог ги храни. Колку сте поскапи ви од птиците. Кој од вас, ако се грижи, може да му додаде еден лакт на својот раст? Кој од вас, ако се грижи, може да му додаде еден лакт на својот раст? И така, никој. Ако ниту најмалото нешто не можете да го направите, зошто се грижите? Предај ги сите своји грижи, како ќе биде ова, како ќе биде она. Секогаш кога имам проблем, оставам и чекам водство од духот. Не постапувам од себе. Научи да молчиш во присуство на Бог, падни пред нозете негови. Седни до него, допри се до него, трепери пред него. Барајте и ќе ви се даде. Исусе, не можам сам, помогни ми. Дојди во моето срце и помогни ни. Дојди во Македонија и помогни ми. Погледајте ги криновите како растат, ниту се трудат, ниту предат, но ви велам дека ниту Соломон во сета своја слава не се облече така како еден од нив. Ако пак тревата во полето, која денес ја има, утре се фрла во оган, Бог така ја облекува, тогаш колку повеќе ќе ве облече вас, маловерни. Ако се препуштите, тој ќе ве води. Чашата ќе се прелева, ќе имате доволно. Не да се богатеете за себе, да се богатееш во Бога, да собираш во Бога. Кој не собира со мене, тој растура, ти живееш за себе. Затоа сиот свој имот, сета своја душа, сето своје тело сум го предал на Исуса. Нему му припаѓам, нему му служам. Ден без Исус на земјата е изгубен. Па затоа и вие не барајте што ќе јадете или што ќе пиете и не се грижете, загрижувајте. Сето тоа го бараат и незнабожците на овој свет, а вашиот Отец, имаме Татко на небесата, христијаните, не Бог, Татко, ние сме негови деца. Ако останеме во неговата љубов, знае дека тоа ви е потребно, но барајте го најнапред Царството Божјо. Сакам и го барам, Татко мој, во името на Исус, Царството Божјо, и сето тоа ќе ви се придаде, ќе ви биде придадено. Не плаши се мало стадо, Лука 12:32, зашто волјата на вашиот Отец е вам да ви го даде царството. Не плаши се мало стадо. Исусови љубеници, возљубеници, оние што љубат како Исус, оние што победуваат со Исус, оние што простуваат како Исус, оние што никога не осудуваат како Исус, оние што со радост прифаќаат се, оние што ја пијат горката чаша, оние што ја исполнуваат Божјата волја и го бараат Царството Божјо. Продајте си ги имотите. Ваши. Не се ваши. Мојот имот го предавам на Исус, да служи за него. Давајте милостина во се, во љубов, во пари, во вредност, во време. Подгответе си кесиња што нема да изветват, да давате. Неисцрпна ризница на небото, каде крадец не се приближува и кој молец не го јаде, зашто каде што е вашата ризница, каде што е богатството ваше, таму ќе биде и срцето ваше. Давајте и ќе ви се даде. Давајте. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. Законот на Исус. 5 лева. 5000 луѓе, 3 риби или обратно. Тој покажува како функционира тоа. Еве излегува нова книга за секогаш Исус. И јас ја раздавам книгата. Бесплатно. Средствата ќе ги намери. Некои луѓе не даваат, немаат срце. Некои даваат. Знаете, бев кај една сотрудничка во Лондон. За само неколку дена успеавме да дојдеме до Исус. Значи, таа има отворено срце за давање и за примање на љубовта. Знаете, таа даде еднашка 2 пати. Одеднаш Господ да ја намножи, Исус ќе ја намножи. Таа го отвори своето срце. Некои седат со години, одат во една заедница, друга. Не извадил 5 пари да даде нешто, зашто учителот, евангелистот треба да живее од Евангелието. Велни и сетне и упреку. Нека ви биде половината препашана и светилата запалени. Љубовта подразбира, поблажено е да се дава отколку да се прима. Бесплатно добивте. Ова сме го добиле се бесплатно и бесплатно давајте.
Исус платил за нас. Тогаш и вие ќе личите на оние луѓе што го чекаат својот Господар. Господар, значи припадноста во Исус е битна. Не си припаѓаш себе. На Исус му припаѓаш. Он е Господар. Да се врати од свадба, за да му отворат веднаш штом ќе дојде и почука. Вие го чекате да се врати од свадбата Исус. Блазен оние слуги што ќе ги затече Господарот Исус будни кога ќе си дојде. Заспале си живеат у животот, ништо не работат. Кој не работи не треба да јаде. Звистина ви велам, тој ќе се препаше и ќе им рече да седнат, па ќе пристапе и ќе им служи. Тогаш Исус ќе ви служи, метафорично кажано. Слуга на Исус, министер на Исус, не да крадеш, да даваш. Љубов, се, знаење. Ако дојде на втора или трета ноќ на стража и ги затекне така Исус, блазен на тие слуги. Знаете ги тоа дека ако домакинот на куќата, знаете Исус им вели бидете будни, тие заспиваат. Тоа е метафора. Ние заспиваме овде од световните грижи. Ако домакинот на куќата би знаел во кој час ќе дојде крадецот, тој би седел буден и не би дозволил да му ја подкопаат куќата. Молете се постојано. Молете се постојано. Затоа и вие бидете подготвени, татко мој, потребна ми е сила да останам буден во името на Исус. Исусе, потребна ми е твојата љубов, твојата милост, твојата сила. Ти си ми потребен, Исусе, во моето срце. Затоа и вие бидете подготвени, зашто Синот човечки, бидете подготвени во љубов кон се. Синот човечки ќе дојде во часот кога не се надевате. Ќе дојде некој човек, плачеве, моли, вие ја завртивте главата, ја одбивате љубовта, со каков суд судите. Со каков суд судите? Без љубов. Со таков ќе ви се суди, без љубов. Слава ти, Господи Исусе Христе. А Петар му рече: Господи, за нас ли ја кажуваш оваа парабола? Ете го повторно Петар. Или за сите? Тогаш Господ рече: кој е тој верен и разборит настојник кој го поставил неговиот Господар над своите слуги за да им ја дава потребната храна на време? Храна се мисли на духовна, не само телесно. Блазен тој слуга чиј Господар кога ќе дојде, ќе го затекне да постапува така, да ги храни луѓето со Исус, со словата на Бог, да сведочи. А сведоштото е тоа дека Бог ни дарувал живот вечен и тој живот е во неговиот син. Вистина ви велам дека тој ќе го постави него на целиот свој имот. Ако работиш за Исус, ти ќе бидеш со него во Божјото царство, ги го бараш царството Божјо. Ако пак тој слуга си рече во срцето свое, зборува за слуга, пазете, за христијанин. Нема скоро да дојде мојот Господар, па почне да ги тепа слугите и слугинките, да јаде, да пие и да се опива. Било како го разбирате ова. Господарот на тој слуга ќе дојде во ден во кој не го очекува и во час што не го знае, па ќе го расече на две. Ќе му даде удел со неверните. Кога некој ќе земе да води некоја заедница или а се однесува со лицемерна љубов, или го зборува тоа што го знае од думот свој, не во духот, зашто Светото писмо е пишувано во дух и не се разбира. Или неговите постапки однесувања се да се богатее за себе, да стекнува слава за себе или пар или материјални добра. Знаете, а оној слуга која знае волјата на својот Господар, тоа вели треба да се плашите. Еден ден ќе застанеш пред Исус и се скриено ќе биде откриено. Оној слуга која знае волјата на својот Господар и не се приготвил и не постапил според волјата негова. Слуга ќе биде биен, што значи од се. Од се, од браќа, сестри, демони, демонски вијанија, проклества, болести, болки и страдања. Кој пак не знаел да направил нешто што заслужува тепање, ќе биде малку тепан. Затоа е напроти Светиот Дух. Знаеш како треба, не постапуваш така. Кому му е многу дадено, многу ќе се бара од него. Кога ќе го прочитам овој стих, застанувам. Кому му е многу дадено. Што? Молитви, исцелувања, книги, песни, група, настапи. Многу ќе се бара од него. Кому му е доверено повеќе ќе се бара од него. Исус, и јас дојдов да фрлам оган на земјата. О, колку би сакал да се беше разгорел. И ние фрламе оган. Љубовта Исусова, Словото на Бог. Оган што согорува. Со крштевање треба да се крстам. Како вели Исус?
колку ми е мачно, додека не се сврши тоа. Да се крстиш во Исус значи да умреш ти, синко. Да умре стариот Тихо и да има еден нов Тихо, Исусов, кој ќе ги љуби сите. Слава ти, Господи Исусе Христе. Потребен си ми, твојата љубов, твојата сила. Мислите ли дека сум дошол да дадам мир на земјата, вели Исус? Не ви велам туку разделеност, во друг превод има друг, туку меч. Меч мисли на духот, Слово Божјо. Со двоостар меч и мечот на духот во името на Исус ги раскинувам сите пранги што ги фрлил сатаната врз мене, околу мене, во мојата зедница, во мојот имот, во неговата Македонија и нејзините цркви, благодатта Божја дадена на црквите македонски. Зашто од сега 5 члена во една иста куќа ќе бидат разделени, тројца против двајци, двајца против тројца, како што е во Македонија, секако веројатно во другите земји. Ке се разделат татко против син и син против татко, мајка против керка, керка против мајка, свекарва против снаата своја и снаата против свекрвата своја, секој против секого. Добре дојдовте во Армакедонија. О, неразбрани галатјани, о, неразбрани армакедонци, о, неразбрани луѓе. А на народот му рече, кога гледате дека се крева облак од запад, тогаш велите ќе врне дожд. И тоа се случува. А кога дува јужниот ветер, велите ќе биде горештина, па така и бива. Лицемери, лицемери, знаете како да го распознавате лицето на небото и земјата? Зошто тогаш ова време кое ви е дадено на земјата, не умеете да го распознавате? Сатаната е фрлен на земјата и има малку време. Секој од вас, сатаната падна како молња на земјата. Тешко вам што нема да останете во Исус, не плаши се мало стадо, и што ќе го признаете Исус јавно пред луѓето. Зошто тогаш сами себе не се судите што е праведно? Кога одиш со противникот пред власта, еве како се судиме, потруди се уште по патот да се измириш со него, доколку зависи од вас, бидете во мир со сите луѓе. Значи, по патот да се измириш со противникот, за да не те предаде на судијата на извршителот и тој да те фрли в затвор. Ти велам, оттаму нема да излезеш, се додека не ја дадеш и последната пара. Затоа тој на едно место вели, зошто поправо се судите едни со други, не ја претрпите штетата. Исус ќе ви надополни. Да бидеш христијанин подразбира да постапуваш како Исус, да не си припајаш себе си туку на Исуса, да дозволиш да те облече во неговата љубов, да дозволиш Исус и Отецот Небесен да живеат во твоето срце, да дозволиш Духот да те води во сите состојби и ова да го зборуваш во дух и вистина, да дозволиш да бидеш син Божји, е оној кој го води Духот Божји. Ти благодарам, татко мој, во името на Исус, што и во овој ден твоите слова ги озвучи, што ми даваш сили да сум здрав и исправен, што ме облева твојата светлина и дождот и љубовта и милоста. Мир вам до Божјо царство небесно, брати и пријателе. Светот е Кинисан, се случува Армакедонската битка, собрани се сите на местото Армакедон, во Македонија се изнаредија сите. Сите се чека уште последниот натрапник. Не можеш да го победиш светот без Исуса, тој е духовен свет, не го гледаш. Клекни на колена и повикај, Исусе, Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Па најнакрај кажи и вака, ако те има Исусе, дојди, покажи ми, помогни ми. Дојди во Македонија и помогни ми. Те сакам, Господи Исусе Христе, јас ви гарантирам дека Исус е жив, се случија многу чуда на исцелување, настани чуда, отчитување на Духот Негов. Останете во мир и во љубов, армакедонци мои. Вие сте во Армакедонската битка и тешко вам, ако чекорите без Исуса, тогаш сте слепи кои ве води слепец и ќе паднете во јама.
Исус е светлината на светот, кој врви по Исуса нема да врви во темнина и ќе има светлина во животот. Барајте го најнапред Царството Божјо, да се богатеете во Бог, не во светот. Амин. Исусе, те сакам, прави ти така, брате и пријателе. Ако ти помина болката, Исусе, дојди помогни ми, кажи го тоа, верата твоја те спаси. Амин. И допри се до Исуса и не се пуштај повеќе. Амин. Љубов усоврши се, да љубиш ближни, спреми се, мој чеда, сте во љубов родени. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Да чекориш во љубовта, да љубиш како Исуса, да простуваш и не осудуваш. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Крвта твоја се пролеја на крстот, завет остави, облечи